Денеска во општина Штип се одржа петата седница на Советот за развој на Источно-планскиот регион, на која градоначалниците расправаа по 4 точки од дневниот ред и даваа предлози за реализација на проекти од регионално значење кои ќе придонесат за развој на општините во Источно-планскиот регион. На седницата беа презентирани концепт решение како фаза 4 од начинот за организирање и спроведување на регионални консултации, форуми за утврдување на предлог листа на проекти за развој на планските региони, за финансирање од програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година и презентација на предложените концепт решенија како четврти чекор од упатството за начинот на организирање и спроведување на регионални форуми на заедницата за проектите од грантовата шема Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој втора фаза. Председателот на Источно-планскиот регион Иван Јорданов по завршување на седницата наведе дел од приоритетните проекти кои беа предложени од представниците на општините. Дадовме предлог листа на проекти кои што се од регионално значење, кои што секоја општина или локална самоуправа ги предложи во рамките на нивното размислување за реализација на вакви проекти кои што се од регионален карактер, кои што истите ќе бидат финансирани од програмата за 2022-2023 и ќе бидат предложени на Националниот совет на дополнително изгласување. Се надевам дека сите овие проекти кои што беа предложени, а се со регионално значење, ќе значат развој на Источно-планскиот регион и развој на општините. Општина Чешиново Облешево е предлогот за нова канализација во село Соколарци, предлогот на општина Кочини е опремување на планинарски дом на Пониква,